Добро, може да започнеме. Добро вечер на сите. Добро дојдовте на вебинарот како до успешен резултат на Kegel. Јас сум Вилијам од Brainster, ќе бидам хост на овој вебинар. Дополнително тука со нас е и инструкторот Игор Трпевски, кој е воедно и инструктор на Академијата за Data Science. Предава Python и Machine Learning, така да може да ви каже накратко нешто повеќе за тоа. Агендата за денес е одиме одма на главниот дел, презентацијата од инструкторот и на крај имаме 15 минутна Q&A сесија. Инаку поставувајте ги сите прашања во текот на презентацијата, доколку има простор ќе ги поставиме до инструкторот. Инаку ќе ви ги одговориме на крај. Така да не должам, ќе му предавам збор на инструкторот кој е навистина голем професионалец. Затоа take notes. Така да, Игор, сцената е твоја. Фала. Дали се слушаме добро само? Да, одлично. Океј, супер. Здраво на сите. Прво сакам да се заблагодарам до Brainster за организацијата на овие вебинари, не само на овој, него и на сите претходно. Стварно многу интересна содржина од која можете да научите. Ви ставаат достапна бесплатно, така да благодарност голема до нив. Денеска ќе зборувам за една платформа која што е многу популарна помеѓу Data Science заедницата. Тоа е платформа која што се користи, започната како платформа за надпреварување. Ќе видиме подетално што све можете да правите на неа и ќе дадеме совети како да стигнете до успешен резултат на едно надпреварување на оваа платформа. Океј. Значи, во оваа презентација ќе опфатиме што представува Kegel, зашто е корисен, кои се концептите при едно Kegel надпреварување, ќе дадеме совети за feature preprocessing и генерација на податоците при едно надпреварување, ќе дадеме совети за exploratory data analysis, за валидација и оптимизација на метриките за рангирање на Kegel, ќе дадеме совети за hyperparameter tuning на моделите кои ги градите при едно надпреварување и ќе збориме на крај за методите за model ensembles. Значи, иницијално Kegel е започната како платформа за надпреварување во Data Science надпревари. Обично некој организатор ќе собере податоци, ќе организира одреден предизвик за кој што дава некоја награда. Надпреварувачите се надпреваруваат и највисоко рангираните според некоја метрика тимови или индивидуални надпреварувачи добиваат таа награда. Меѓутоа, иако така е започнато и се уште тоа е главната работа на Kegel, Kegel прерасна во нешто многу повеќе. Значи, Kegel прерасна во една огромна заедница на надпреварувачи од кои што многу можете да научите за сите најсовремени техники во машинско учење и во Data Science. Можете да се поврзате со многу луѓе од областа, да размените знаење, код, што не. Една многу битна работа е дека може да ви го подобри вашето CV. На многу интервјуа можете да добиете прашање, барем во Data Science или Machine Learning, дали сте се надпреварувале на Kegel. Значи, било каков ранг на било кој од надпреварувањата, доволно е да спомнете, дури тоа е некој плюс, а доколку сте нормално успеале некој многу добар резултат да извадите, дали топ 5%, топ 1% на одредено надпреварување, тоа дефинитивно вреди да го кажете при било која апликација, може многу да ви помогне. Конечно, на крајот од сето ова е бонусот доколку стигнете до медали и награда. Значи, не треба да се гледа Kegel како можност да се направи пари, туку како можност да се стекне знаење, да се стане, да си го буквално подобрите CV-то и да станете познат, да речеме, во Kegel заедницата. На крајот, ако успеете до освоите медал, тоа е
тоа ќе ве буквално лансира во многу напред. Како изгледа Kaggle? Значи, ако отворите Kaggle страната, на левата страна имате неколку таба. Најбитниот е Compete табот, таму се излистани сите надпреварувања. Овдека се сортирани моментално активните, овие ова од вчера за вчера. Сортирани се по награда, по висина на награда, меѓутоа тука соодветен избор на овие табови можете да најдете изминати надпреварувања, можете да најдете некои надпреварувања што се само за учење, така натаму. Значи има многу опции што све можете да видите од при пребарувањето на надпреварувањето. Една нова работа што ја додадоа скоро е Kaggle Communities, Kaggle заедници, овдека буквално на овој таб за Communities можете да се приклучите на некој од овие заедниците. Тие се конкретно организирани по теми, дали сте почетник, дали сте експерт за Computer Vision, дали сте за Neural Networks, било кој од овие можете да се приклучите и да бидете инволвиран во многу дискусии. Сакам да посочам во однос на ако сте почетник, ако сакате многу да учите, практично да учите, на овој таб за код можете да пребарате Python или генерално Jupyter Notebooks се користат за организација на код од луѓе кои што го постирале својот код за одредено надпреварување. Можете да ги сортирате по most vote за да ги добиете онака најпопуларните. Овие се пример, сите се солидни, да речеме, ноутбук со код кои што можат да ви помогнат при учење на било која од овие теми. И конечно ќе обрнам внимание на Kaggle Rank. Kaggle Rank табот ги содржи моменталните ранкинзи на сите надпреварувачи и почетници. Тоа што ќе го зборам како совети е генерално, ја не сум во ниеден од овие, значи не сум стигнал, многу е тешко да се стигне, бидете и па макар и експерт во експерт рангиран. Гледате колку малци има, ова се луѓе од цел свет моментално рангирани. Меѓутоа ги следам сите совети што ќе ви ги давам се генерално од луѓе што се или Grandmasters или Masters. Сите имаат своји канали, профили, мислам не сите, ама доста голем дел од нив учествуваат на разни настани кај што можете да соберете еден куп совети од нив. Можете исто така да ги сортирате луѓето не само по надпреварување, него и по кој има популарни ноутбук за учење, кој е вклучен во многу дискусии и така натаму. Сега ќе преминеме на концепти при едно Kaggle надпреварување. Значи, кога ќе отворите едно конкретно надпреварување на Kaggle, едно од тие пример 5 што ги видовме на почеток, има 5 битни работи. Прво се податоците. Податоците кои што ги собрал организаторот и ви ги приложил за задачата, поделени се во тренинг сет и тест сет. Нормално тренинг сетот е означен, тест сетот не е означен, вие тест сетот го користите само за предвидување и резултатите од предвидувањето на тест сетот ги сабмитувате на Kaggle платформата и тие се евалуираат на Kaggle платформата и така добивате одреден резултат. Вториот концепт е моделот. Овдека зборам генерално, значи било што ќе ги земе податоците и ќе ги продуцира конечните резултати на тест сетот. Значи во општа смисла модел, тука може да бидат еден куп група од модели и така натака. Третиот концепт е самото поднесување на резултати, дека буквално треба еден файл со што се одветствува на тест сетот да сабмитувате. Четвртиот концепт е метриката со која ве оценуваат
ги оценуваат резултатите. И тоа е најважната и веројатно единствената работа која што треба да ја оптимизирате при едно надпреварување. Значи ова е тоа што ве рангира погоре или подолу на табелата. И на крајот самата табела постои сега ќе видиме јавна табела и приватна табела. Приватната табела се објавува на крајот од надпреварувањето и таа е онаа која што се користи за конечното рангирање. Значи, како што кажавме, податоците организаторот ги дава ги собира и дава инструкции, информации, дополнителни метаинформации околу нив, значи за да ги разберете дополнително сите карактеристики на податоците. Имате трейнсет, има тестсет. Тестсетот е поделен на два дела. Еден е за јавниот дел од табелата за рангирање и тоа е тој што вие, значи, на некој начин достапен, вие кога се метувате резултати. Делот тоа го гледате кога делот скорот на Public Leaderboard од тестсетот го гледате, а Private Leaderboard не го гледате се додека не заврши надпреварувањето. Можете во некој надпреварување можете да си вклучите самите дополнителни податоци надвор од надпреварувањето. Пример, ако користите модел за класификација на слики, можете да искористите слики кои што се и надвор од тие што организаторот би ги дал. Битно е помеѓу некој што секој може да направи топ модел, еден куп модели да вклучи и така натака, меѓутоа најбитната разлика помеѓу некој што ќе победи и некој што ќе биде пример 100 рангиран, ќе биде во уметноста да извлече поише информации од самите и сигнал од самите податоци. И затоа секогаш е препорачливо не да скокате одма на сложени модели, него да започнете со внимателна експлоратор и дата анализ. И исто така во раните денови од надпреварувањето, внимавајте на data leaks. Data leaks е неслучајни грешки од страна на организаторот кога вклучуваат некоја колона или карактеристика во тренинг податоците, општо во податоците, која што е силно корелирана со таргет метриката која треба да се на крај предвиди и која што се користи при рангирањето и многу луѓе буквално го користат ова. Валидно е да го искористите доколку постои таков data leak за да си го подобрите резултатот. За моделот, значи препорака е да се започне со некој релативно едноставен модел со брза имплементација што нема да чекате многу да се извршува на компјутер, пример Light GBM. Генерално знаете дека не постои еден најдобар модел, значи не постои еден сребрен куршум за одредено надпреварување, него најчесто најверојатно ќе завршите со комбинација од модели ако сакате да имате топ резултат. Например, овдека на сликава е дадена едно победничко решение од Мариос Микалидис. Мислам дека на Home седнат преварувањето, гледате отприлика има 500 модели истакувани со неколку слоеви на метамодели кои што ги вклучуваат резултатите од претходните модели и така натаму. Исто така многу е битно каква валидација ќе направите при тренирањето на вашиот модел и тюнирањето и овдека кога ќе збориме за модели ќе се фокусираме на имплементации во Scikit-learn, во XGBoost, во LightGBM, PyTorch, Stacknet и некои генерално на тие, иако има многу други кои што можете вие да ги користите. Како што рековме, единственото нешто кое што треба да се грижите при надпреварувањето да оптимизирате е метриката за рангирање. Значи постојат разни метрики кои разни организатори ги користат, accuracy, AFC, kappa, quadratic weighted kappa и така натака. Некои од овие алгоритми постојат алгоритми кои што можат некои директно да ги оптимизираат, доколку не постојат такви, доколку имплементациите, пример XGBoost не може да оптимизира директно мапе метрика, ќе треба можете да користите нешто како early stopping, да го тренирате XGBoost на една одредена метрика
а да стопирате и да валидирате на мапе. Битно е, кажавме тоа за лидербордот, значи за табелата за рангирање, постојат public и private. Многу е битно да не се фокусирате премногу на резултатот на public leaderboard и да пробувате постојано да го подобрувате, бидејќи можете да дојдете до overfitting на дел од податоците што се однесува на public leaderboard, дека као за пример ова е Data Science Bowl 2017, ако не се лажам, ги споредите кои се топ 10 на public leaderboard и скоровите нивни и кои после на крајот од надпреварувањето завршиле како топ 10 и колку скокнале во рангирањето, ќе видите дека ниеден од овие не се појавува во конечната табела. Значи овие се сите имаат од скок у просек од 150 места, значи најдобрите 10. Тоа значи дека добра работа завршиле при дизајнирањето на својот модел да не направат overfit на резултатите од public leaderboard. Значи, кое надпреварување ќе го изберете, зависи од тоа што сакате да правите. Ако сакате за учење, можете да изберете некое изминато надпреварување со многу дискусии и код. Ако сакате да се надпреварувате за медал, има неколку типови што можете до кои што можете да се следите. Значи, проверете колку учесници има на надпреварувањето, проверете дали надпреварувањето нешто што можете да го пресметате, на пример, кодот е доволно, алгоритмот што ќе го извршите е доволно брз за вашата машина, не е некој огромен датасет на кој што ќе треба да чекате многу време. Проверете колку пати луѓе сабмитувале на public leaderboard, затоа што ако луѓето многу сабмитуваат на public leaderboard, тоа значи дека имаат проблеми при својата валидација и резултатите што ги гледаат на leaderboard, и значи дека имам генерално некои проблеми со поделбата на трени и тест сет, што значи дека е нетривијално надпреварување во кое што може да се изнамачите и ништо да не направите. Чисто заради тоа што е само по природа тешко надпреварувањето. Проверете колку тимови има во топ 50 на public leaderboard. Ако нема, можете да склопите добар тим и да стигнете, и нормално проверувајте ги постојано форумите, некој да не напише дека нашол data leak, бидејќи со data leak може буквално скроз да се смени цело рангирање. Океј. Преминуваме на feature pre-processing и generation. Совети на брзина ќе даваме. Генерално, предпроцесирањето зависи од типот на фичер и моделот кој ќе го користите. Сега ќе почнеме со нумерички фичери. За нумерички фичери битно е за одредени типови на модели, пример линеарни модели, невронски мрежи, K-nearest neighbor, да направите одредено скалирање. Во scikit-learn можете тоа да го направите со стандард скейлер, min-max скейлер, сите тие ќе ги буквално нормализираат податоците, сите колони во датасетот да се на иста скала, да не е некоја многу побитна од некој фичер многу побитен од другиот. Доколку има, треба проверите, доколку има outliers во податоците, треба да или да искористите robust scaler од scikit-learn, или да правите некои ранг трансформации или па логаритмски трансформации, тие ќе ги доближат аутлаерите кон средината на податоците. Овде има линк на scikit сајтот за pre-processing, еден куп совети ако сакате. Модели базирани на дрва генерално немаат проблем со нумерички фичерс кои што имаат различни скали, така да нема тоа да го збориме. Меѓутоа, значи има една работа со која што се имаат проблем моделите базирани на дрва, а тоа е дека ако постои некоја интеракција помеѓу одредени две нумерички фичерс, кои што, например, таа интеракција е множење или делење, моделите базирани на дрва имаат проблем со тие интеракции. Некој пат е корисно да ги изгенерирате нов фичер. Така, например, ако имате фичер што е
квадратура на пример во house price prediction, ако имате еден фичер што е квадратура на куќата, друг фичер што е вкупна цена на куќата, можете да креирате нов фичер што е цена по квадрат. И такви работи можат многу да им помогнат на модели базирани на дрва. Овдека се дајани уште неколку примери на нумерички фичер кои што можете да ги изгенерирате. Пример, ако имате цена со децимален дел 1,99, можете да поделите на цена со цел дел и на цена со децимален дел и така натака. И ова се е на некој начин, бидејќи ова, на пример, 1,99 има момент кај што влијае влијае при одлуката еден човек што ќе ја донесе, само компјутер тоа не може да го знае, кога ќе декодирате во 1 и во децимален дел 0,99, вие разклопувате таа информација некако за моделот и му возможувате да ја препознае. За categorical feature при processing, кај категориски, значи битно е да се кодираат категориите. Во scikit-learn тоа можете да го правите со label encoder, тоа е многу битно за модели базирани на дрва. Исто така можете frequency encoding да направите, каде што секоја категорија ја заменувате со соодветната променлива, или па one-hot encoding можете да направите за линеарни модели, се користи за neural network, за k-nearest neighbors и така натаму. Можете, овие се исто така многу корисни фичер, значи можете да креирате нови нумерички фичерс кои се базирани на групи од категориски променливи. Значи така, на пример, можете да креирате процент на кај Titanic datasетот, можете по одредена категорија што се вика пикла, да генерирате нов нумерички фичер што се однесува на некоја си статистика за секоја вредност од таа категорија. И ова е нешто што го прават студентите на Data Science Академијата, уште во Python модулот, при Data Science програмата на Brainstorm. Можете да креирате нови нумерички фичери кои што содржат статистики од некој абстрактен простор, пример да ги групирате сите редици во некој простор што е базиран на блискост, со k-nearest neighbors, и да вадите статистики за тие групи. Идејата генерална позади овие две фичерс е да се генерира нова информација која драстично може да го подобри моделот. Исто така битна техника за генерирање на нови фичерс е mean encoding, со дека директно ја користите таргет променливата за да искодирате некоја нова фичер по секоја категорија од одредена категориска променлива. Меѓутоа треба да се внимава со овој пристап, треба да направите внимателна валидација, да направите регуларизација. Има неколку техники, дали k-fold кроз валидација користите, дали expanding mean. Додавање шум не би го препорачал, бидејќи тоа е уметност, не можете да знаете колку шум е доволно. Дали малку шум, дали многу шум, може да направи многу проблем. Кај доколку во надпреварувањето има некои временски податоци, треба да видите какви се тие временски податоци и можете да креирате фичери од поврзани со тие временски податоци. Можете да извлечете фичери за периодичност, пример ако имате еден куп датуми, можете да ги извлечете кои се деновите во неделата, кои се саатите, кои се неделите, може да биде некој друг циклус, као секој трет ден. Можете да креирате фичери што се однесуваат на време изминато од некој претходен настан, или време, пример време до следниот празник, доколку тоа многу често се користи при надпреварување, каде што треба да предвидувате продажба во одредени ланци на продавници, треба да ги скодирате, например, на некој начин датумите кога има празници, затоа што во тој случај нема никаква продажба. Така се кодираат со дополнителни фичери, кај што
например, ставате колку дена има до следниот празник. И тоа може да резултира со патерни што моделите ќе ги фатат. За текстуални податоци, овдека само ќе спомнам дека постојат стандардни техники, овие се покриени мање више во, мислам дека се стандардни техники се учат во сите Data Science програми, се учат во Data Science програмата на Brainstar. Совети при генерирање на фичери за слики. Битно е, значи, овдека е битно да користите, гледате да искористите некои огромни претренирани модели, каде што ќе искористите веќе само дел од тие Deep Neural Networks, значи ќе искористите веќе истренирани слоеви, да речеме вториот, третиот, четвртиот слој во некоја конволуцијска мрежа, и само да направите fine tuning на тие делови од претренираните модели со вашите податоци од надпреварувањето. Можете да правите трансформации на стиките од надпреварувањето за го зголемите датасетот колку има потреба. Овдека се наведени само уште неколку, ги спомнуваме напредни техники за feature generation, дали TSN, матрикс факторизација. Ова е битна ако работите со модели базирани на дрва, на негатив матрикс факторизација, да правите feature interaction, значи да експлодирате од неколку од парови фичери, да креирате многу поише нови фичери и така натаму. Сега ќе преминеме на делот експлоратори data analysis. Значи, како што кажав на почетокот, топ решенијата секогаш користат некое напредно моделирање, меѓутоа разликата од тие што победуваат до тие што значи до тие што се во топ 100, останатите во топ 100 или топ 200 е тоа што секој пат ќе најдат некои дополнителни информации и скриено знаење во податоците. Значи буквално треба копате по податоците за да најдете некоја корисна информација што некој можеби друг нема да ја види. Секогаш, значи најбитно за EDA е да почнете со визуализација, ништо друго не ви помага толку што може визуализација да ви помогне. Треба да цртате релации помеѓу таргет променливата и останатите променливи. Доколку се работи за категориска променлива, можете да по X-оската да ги нацртате различните категории, да користите бокс плотови за нумеричките вредности да ги видите на таргет променливата. Се што постои во визуализација како алатка треба да пробате да го искористите. Користете хистограми за да добиете представа за распределбата на фичерите. Цртајте, изцртувајте ги, ова е битно. Значи за секоја фичер пробајте да изцртате ги изцртате вредностите во однос на индексот на податоците, бидејќи многу често може да се случи да ви ги даде организаторот веќе сортирани на некој начин податоците и од тоа да извлечете корисна информација. Ако видите овдека организаторот ги има дадено веќе сортирани на некој начин по класи податоците и гледате дека секоја класа има некој различен патерн кај неа за овој конкретен фичер. Изцртате исто така во логаритмски простор, доколку се работи за временски зависни податоци, обавезно треба да изцртате зависност од време да видите како се однесуваат податоците. Барајте релации помеѓу променливи, со тоа што ќе правите scatter plots помеѓу променливите, правите feature matrix, значи корелација помеѓу фичери, за да најдете feature groups. Например, овдека ако видите на оваа слика, ова е од House Prices датасетот, има некои високи корелации на овој квадрат, тоа индицира дека тие променливи се силно корелирани и можете да извлечете информација која што ќе ви го подобри резултатот при рангирањето. Валидација. Значи, сите ги знаеме стратегиите за валидација, hold out, k-fold, leave one out и доколку е потребно и стратификација да направите. Меѓутоа, главната задача вие при дизајнирањето на валидација е да пробате
вашето валидацијско множество да го издизајнирате да биде што е можно послично и по-представително како тест множеството на кое што ќе бидете тестирани на лидерборд. Што е клучната работа? Постојат различни начини на тренинг множеството, на кои што тест множеството може, на кои што податоците може да се поделат на тренинг и тест, кои што ги користел организаторот, и вие треба да пробате да најдете што има користено. Дали е рандом сплит, дали се time-based сплит, значи обично една превари каде што има временска компонента се само тест множеството е само 3 месеци, да речеме, во последните 3 месеци од продажбата, а тренинг множеството се претходните 12. При дизајнирањето на вашето валидацијско множество, тоа треба да го земете во предвид и да го поделите пример на вашето тренинг множество на 9 месеци за тренирање и 3 месеци за валидирање. Битно е да има сличност помеѓу вашето валидацијско множество и тоа што е тест множество за public и private leaderboard. И многу е битно од типот, од каков тип на подолба ќе се направи на тренинг множеството на тренинг и валидација, ќе зависи какви фичерс можете да генерирате, поготово за такви временски натпреварувања кај што има временски зависни податоци. Може да настанат разни проблеми при валидација, пример, доколку постојат многу неконзистентности во тренинг податоците, пример, многу слични фичери за многу редици, да даваат различна таргет вредност, тоа никој алгоритам не може да го разликува, ќе се збуни. Ако му дадете два идентични реда во секоја променлива, освен во таргет променливата, а таргет променливата да има различна вредност, тука нема што да направите, мислам, мора да правите да пробувате k-fold валидација, да барате различни оптимални параметри во вашиот модел. Тоа е тоа. Ако тест множеството има различна распределба од тренинг множеството, тоаш е можно да треба да правите leaderboard probing. Leaderboard probing значи да сабмитувате еден куп пати резултати за да го видите како се менува скорот на јавниот leaderboard. И тоа ќе ви дае осет од прилика дали се драстично различни или па и шифтани, например, целите податоци што се наоѓаат во тест множеството во однос на тренинг множеството. И бидејќи за конечниот резултат на кој што ве евалуираат имате само 2 submissions, генерален совет е тие 2 submissions да бидат, едно е најдобриот резултат кој што сте го добиле на public leaderboard и најдобриот резултат кој што вие сте си го нашле на вашата интерна валидација. Значи тие се двете, тоа е веројатно најдобрите 2 submissions што можете да ги направите за private leaderboard. Метрики за рангирање, кажавме преска отприлика колку има. Различни библиотеки поддржуваат директна оптимизација на некои од овие, но доколку не можете директно да ги оптимизирате, тогаш треба да направите нешто како или адаптација, или има некои техники специфични за одредени алгоритми кои што можете да ги направите, меѓутоа најкористена е early stopping. Значи, вие го оптимизирате моделот на некоја метрика што тој може да оптимизира, меѓутоа го валидирате на друга метрика која што е метриката од натпреварувањето и запирате кога таа втората метрика ќе почне да грешката во таа ќе почне да расте. Значи тоа е идејата позади early stopping. Имаме уште кратко уште две теми: hyperparameter tuning и model ensembles. Значи подесување на параметри, го крстев hyperparameter tuning. Постојат премногу параметри за сите да ги подесите, треба да се фокусирате на најбитните. Овдека можам да ве советувам само да копате по форуми, по дискусии на Kaggle, да видите што луѓето користат од вредности, кои обсези на вредности ги пребарале. Постојат и библиотеки кои што автоматски може да го прават тоа за вас, меѓутоа треба да сте внимателни како ги користите, Scikit-Optimize, HyperOptima и други. Сега ќе наведеме примери на параметри кај
алгоритмите кои што генерално се користат најмногу при надпреварување. Значи, прво ќе спомнеме за XGBoost и за LightGBM. Има неколку параметри. Max depth се длабочината на дрвото, обично треба да почнете со вредности од 6 до 8 и со валидација да пребарате и други вредности. Subsample е бројот процент на редици при градење на дрва, обично почнете со 0,8. Column sample е бројот на фичери што ќе ги користите при градење на дрва, исто така почнете со 0,8. Сега ETA, тоа е learning rate, стапката на учење, и NumRounds, колку дрва да изгради XGBoost. Овие две се врзани. Препораката е фиксирате пример ETA на некоја мала вредност 0,1. Со валидација најдете колку NumRounds се доволно, да речеме 200. Откако ќе најдете дека се 200 доволно, поделете ја learning rate на 2, например направете 0,05, а NumRounds големете го за 2. Значи, ETA ќе делите за еден фактор, а NumRounds ќе зголемите за тој фактор. На тој начин ќе и повторно проверете како иде резултатите, на тој начин можете да добиете подобри резултати. CatBoost е библиотека што е скоро развиена, има многу добри дефолтни вредности за параметри, ако не ќе да губите време на hypertuning. Слични параметри има и Random Forest, број на дрва, Max Depth и број на features. Имаме параметри слични исто кај невронски мрежи, имаме Learning Rate, тоа е стапка на учење, имаме Batch Size, колку примероци се користат при тренирање, обавезно користате регуларизација кај невронски мрежи и кај Deep Neural Net обавезно Dropout Layers да користите, тоа се веројатно моментот најдобра форма на регуларизација. И генерално во однос на алгоритми за оптимизација кај невронски мрежи, читајте по форуми што мислат луѓето кој е најсоодветен во тој момент да се користи, бидејќи овдека има многу активно поле на истражување. Генерален совет, не поминувајте премногу време на тюнирање на параметри, само кога ќе снемате идеи за другите делови од што се ги од другите делови како EDA, како валидација, како градење на модел, тогаш вратете се на hyperparameter tuning. Ansible методи, тоа е последната тема која што ќе збориме. Значи, веќе ги спомнавме дел од Ansible методите. Random Forest е еден тип на Ansible модели каде што градите еден куп дрва на одлучување и ги усреднувате резултатите од сите тие дрва на одлучување. Имаме bagging, имаме две форми на boosting, weight базирани boosting методи како AdaBoost, има многу добра имплементација во scikit-learn на AdaBoost и residual based boosting методи, тоа се методите како XGBoost, LightGBM, Dart. Би рекол дека покрај невронски мрежи што се дефолт стандард при надпреварување со слики, во сите други надпреварувања доминираат residual based boosting методи. Обавезно не верувам дека има надпреварување каде што XGBoost или LightGBM не е користен за во победничкото решение. Идејата е дека кога комбинирате повеќе модели ќе добивате подобра предикција, бидејќи различните модели различни патерни може да фатат во податоците. И конечно заради ова се користи стекинг. Тоа е еден пристап на метамоделирање. Ги користите пример сите различни типови на модели. Користите Decision Tree модели, пример Random Forest, користите K-Nearest Neighbors, користите SVMs, користите Gradient Boosted Trees. И резултатите од сите тие модели на различни делови од податоците, на различни фичери од податоците, ги препуштате на нов модел, на нов метамодел. Најчесто тоа е некој едноставен модел, може да биде логистичка регресија, може да биде XGBoost со дрва до длабочина 2 или 3. Меѓутоа, тој модел, тој метамодел или може би и повеќе такви да има, идејата е дека ќе најде начини како да им даде тежини на различни тежини на секој од индивидуалните модели. Пример, ќе каже, ја му верувам на KNN,
едно 10% од конечната вредност на Random Forest, 20% на XGBoost 70%. Бидејќи нашол некоја корелација помеѓу излезите од тие модели со конечните податоци. Тоа е идејата позади стекинг. За крај, би кажал да пробате обавезно, ништо не губите ако пробате. Од најмала рака отидете на Kaggle, даунлодирајте ноутбукс, читајте го кодот, обично тие што се највисоко рангирани ноутбук се многу добро документирани, многу ќе научите. Исклучително многу се учи, бидејќи едно е од теоретско знаење да имате во машинско учење, друго е кога ќе се сретнете со конкретен предизвик и кога треба да искодирате нешто. Може, извинете за грешка, важно е да се спојувате со други луѓе од Kaggle заедницата, може само поише да научите од тим и да стигнете до подобар резултат доколку тргнете да се напреварувате. Исто така при вакви големи стек модели можете поише терен да покриете ако сте повеќе луѓе. Значи еден човек може да работи на XGBoost, друг може да работи на Random Forest и после да ги стакувате заедно резултатите. И тоа е тоа. Се надевам сум на време. Океј, ти благодарам Игор, супер тема, супер презентација. Одличен беше. Благодарам, дечки, ве чекаме во чат. Сите работи што ве интересираат за темава, прашање, Игор е отворен за сите прашања, така да слободно. Прашајте си се што ве интересира, ако нема глупо прашање, може само да научите повеќе. Инструкторот е тука за вас, така да било што да ви фати око или да не ви е јасно, може слободно да се дообјасни. Ево прво прашање од Виолета. Веројатно е индивидуално, но отприлика колку време се работи на еден предизвик во просек? Значи, зависи од искуство претходно, нели? За секој од овие делови, да речеме, ако сте почетник, ви поминале и сега зависи колку време слободно вие можете да одвоите, збориме во цели работни денови. Бидејќи тие што се напреваруваат или генерално се посветуваат целосно на ова, да речеме за секој од деловите, дали за експлоратори дата анализи ќе ви требаат сигурно 5-6 дена, за валидација ќе ви за модел, ајде да речеме, можете да изберете одма некој и да работите со тој, така да за тоа нема да збориме на почеток. Валидација ќе ви одземе неколку дена можда, ако пробате различни модели. После тоа делот со оптимизација исто треба да внимавате, значи кои метрики дали можете директно да оптимизирате. Стекинг ќе ви одземе, ако сакате да правите стекинг, ќе ви одземе многу време, бидејќи треба различни модели на различни фичерс и тоа би било некои 5 дена. Значи во просек ако имате искуство, ако не ви е прв пат, да речеме 15 до 20 дена сигурно. Ако немате искуство, можда и повеќе. Знам дека луѓе што се посветиле целосно на буквално да стигнат до, да речеме, до експерт левел или до мастер левел, да освојат медала, 6 месеци непрестајно се фокусирале на Kaggle. Зборуваме од да почнеш да учиш, да читаш форуми и така натака, да стигнеш до надпреварување каде што ќе завршиш со, да речеме, макар и бронза. Меѓутоа, ќе нагласам, ако стигнете до бронза на било кое надпреварување, нема граници за вас. Значи, а и не само бронза, ако сте у топ 50, у топ 100, било каде кога ќе аплицирате, вие толку знаење ќе имате набилдано у тој период, што
Мислам, тоа е неверојатно, ќе можете било каде да аплицирате, веројатно лесно ќе, мислам дека нема да имате проблем да влезете. Еве нека не е било каде, ама во сигурно за топ позиција можете да аплицирате. Во машинско учење. Добро, супер. Се надеваме, веројатно, дека ти го одговоривме прашањето. Дечки, ве чекаме во чат. Фала. Супер, добро. Еве прашање од Дејан, на кој начин можеме да се приклучиме во некој тим? Дали има pre-requirements со оглед на фактот дека сите имаме различно познавање од machine learning? Значи, доколку сте почетник, да речеме, ќе гледајте да најдете, мислам, гледајте да најдете тим со почетници, може да е подобро и за вас и за нив, бидејќи заедно ќе учите. Ако влезете во тим, ако сте почетник и ако влезете во тим со искусни data scientist, може да имате онај момент да се срамите од нив, па има некоја тука психологија која што веројатно е полесна ако сте со луѓе на ист, да речеме, до исто место дојдени при учењето. Може да си парате на Kaggle тимови, има опција Find a Team и така натака. Океј, гледам. Може да преминам на друго прашање или? Седно, up to you. Колку е важен Kaggle при вработување во Македонија? Мислам дека дека за сега има поише побарувачка во Македонија за data scientist, отколку да пребираат дали некој имал пребарување за Kaggle или немал. Ако имате, сигурно ќе, мислам, некој ако ве одбие во Македонија, имате добри резултати на Kaggle, треба, тоест не грешите вие, него он греши, боље што не сте влегле таму. Добро, супер. Само на претходното прашање, Дејан, долку имаш нешто плюс, пиши ни да ти го одговориме. Добро, ова беше прашање од Тео. Следно прашање од Љупчо. Што би препорачале за прифатлив резултат со минимум замарање за фирма Правење стакинг и енсембл се потребни за добар пласман за напревар. Океј. Значи, стекинг е битно, бидејќи при надпреварување сакате, значи ако ги видите оние leaderboards, разликата помеѓу тие што победуваат и илјадитиот може да биде разлика во децимали. И таа разлика во децимали да е предизвикана со стекинг. Тоа не значи дека стекинг е добра за во продукција во фирма да го искористите. Доволно ви е еден модел, пример за одреден таск, зависи што е таскот во фирмата. XGBoost може, ако е прашањето. Мислам, ако зависи за што конкретно се однесува таскот што би го имале во таа фирма. Ако е класификација на слики, нема двумење дека треба невронски мрежи, Deep Neural Networks да користите. Ако се работи за предвидување, пример, на продажба, тогаш XGBoost е одличен избор, и некои други. Зависи од податоците. Сега XGBoost, значи некои алгоритми бараат многу податоци, зависи колку податоци имат. Многу е од контекст зависно прашање, така да не се надевам дека ви дадов доволно добар одговор. Добро, супер. Прашање од Александар, дали најчесто се користи Python на Kaggle? Да. Мислам има и R се користи, ама доминантно Python. Добро, супер. Љупчо, одличен, фала. Супер. Добро. Чекаме, имаме уште некои си 5-7 минути за Q&A. Слободно, долку имате уште нешто, прашите во чат. Инаку, Игор, секоја час ги задржа луѓе, никој не е као сите што беа тука. Не дропна. Добро. Да, значи добар си во држање на внимание и добро беше и темата и презентацијата. Мело.
Слободно, дечки, уште некое. Добро, ево од Елена. Сме имале ли представници од Македонија и кое место освоиле? Па Највисоко. не знам, мислам, тоа е на ниво на индивидуално ниво ретко кој се презентира од која држава и така натака, не сум забележал. Сигурно има. Гарант има некој што се надпреварувал, па што е отворено за сите и кое место имаат не би знал. Марко ни пиша дека имало двајца дечки Да. имале сребро. Браво. Значи, секоја чест. Web Factory. Океј. Браво. Тоа, мислам, секоја чест. Сребро да стигнете многу труд вложили. Добро, имаме уште некоја минута за Q&A. Пишете слободно се што е интересира во чет. Баш сме на време, скроз сме точни. Добро. Инаку, дечки, доека ако има некој последно прашање, може да си прочитате на блогот неколку од успешните приказни на Академијата. Ќе ви пуштам сега линк во чат. Ево го. Може да си видите, да си прочитате за дечките кои напредуваат, малце да ве мотивираат. И ако сте спремни да го преземете следниот чекор, да почнете со Академија, може Има да прашања, мислам, че. Да, Поливор. Мислам дека има прашање од Виолета, дали знаат од кој бекграунд доаѓаат најуспешните Супер. на Кегал. Генерално се тоа се претежно се студенти од компјутер сајенс бекграунд, машин лернинг се учат и реално имаат поише време за посветат. Значи PhD студенти на најчесто тоа им е областа на работење, тоа си имаат вајда поише слободно време. Меѓутоа има примери на луѓе што од тотално други сфери дојдени што имаат победено. Значи има лик што има основа на компанија што се вика Fast AI, држи курсеви за deep learning за некодери. Мислам дека се ка Джереми Хауард. Он е филозоф по вокација, тоа има завршено на University of Melbourne, по менеджмент и од менеджмент се префрлил на Кегал, има освоено неколку Кегал challenges и мислам дека беше едно време го зема претседател, беше на CEO или нешто такво беше на Кегал после одреден. Значи не е има примери на луѓе што се генерално од други области. Бара многу труд за да стигнете до ние топ 3 места и не е лесно, ама не е само тоа, значи битно е колкаво знаење можете да стекнете на Кегал, дури и да завршите на некој во топ 100, во топ 200, во топ 500 некој надпреварување, за да стигнете до тие топ 100, топ 200, многу знаење ќе ви треба и тоа е главната корисна работа. Дефинитивно. Океј. Добро, не ни стигаат веќе прашања. Мислам дека тоа е тоа. Прочитете си слободно неколку од успешните приказни. Фала и на тебе, Виолета. Ако сте спремни за нешто повеќе, може да си закажете разговор со Иван, кој е координатор на Академијата, да видите дали е Академијата добар фит за вас, дали сте вие добар фит за Академијата и да продолжите од таму. Да ви биде полесно, ќе ви пуштам линк во чет и до тоа за секунда. Ево, може да си разгледате што може да научите и покрај Игор и другите инструктори. Така да, следниот чекор е, дечки, се гледаме на Академија. Игор, ти благодарам за презентацијата. Ти благодарам, Лично ви благодарам на сите за вниманието и ќе ви посакам ова вечер би го затворил
би го затворил вебинарот овде, ако нема Игор нешто да додаде. Јас само би додал дека стварно секој што сака да проба, доколку смета дека има доволно време, треба да проба и може многу само да доби од ова. Одлично. Добро, дечки, убава вечер и поздрав. Поздрав. Чао. Чао, чао.